Започна да важи одлуката за наплата на надоместок за паркирање на јавните паркинг простори во Кочани. Работници на комуналното предпријатие Водовод, ангажирани во новоформираната работна единица градски паркинг со мобилни фискални апарати, наплатуваат возачите по 10 денари од час на определените паркинг места во центарот на градот. Возачите кои сакаат да се претплатат за цел месец, ќе треба да платат 500 денари. Со тоа отпочна примената на одлуката на локалната власт, за која во јавноста се крена голема прашина. Граѓаните организираа и петиција со која се собраа околу 1700 подписи, но општината ја отфрли поради формално правна недоследност. Повеќето од возачите кои паркираа знаеја за одлуката на локалната самоуправа, а имаше и такви кои првпат се соочија со паркинг редарите кои им побараа пари. Дисциплинирано сите плаќаа, иако главно имаа негативен став за одлуката на локалната власт. Да дојдеш 10 минути и да си одеш за 1 час, да, ама ако треба да си 10 часа на работа е многу пари. Тоа на нашиот буџет е многу убаво. Мојата пензија од 6000 динара не може да стасне за тоа. Па 5 сата 50 динара, нели? За сиромаш човек 2 лева. Ово го нема никаде. Само може у Кочани да го има со овоа раководство. Одлуката за наплата за паркирање главно се оправдува со потребата од средување на хаосот во сообраќајот, посебно во централното градско подрачје. Целта е да не се злоупотребуваат паркинг местата од лица кои што немат потреба да бидат тука во централното градско подрачје, него седат во трговски центари, си пијат кафе и си уживат. А тоа место е зафатено од сабајле до вечер. Никој не забранува тие луѓе да седат и да пијат кафе и да уживат, ама за таа сметка ќе си платат 10, 20, 30, 50 денари, така да овозможено е на секој да ги користи тие паркинг места. За недисциплинираните возачи кои ќе платат помалку, а ќе паркираат повеќе или пак воопшто нема да платат, во Водовод имаат ефикасно решение. Имаме набавено блокатори, се става на предното лево тркало од возилото и на стаклото од кај шоферот се става налепница со внимание дека на предното лево тркало има монтирано блокатор кој што овозможува стопирање на возилото да се подигне без да се плати. За почеток, од локалната самоуправа решија наплатата за паркирање да биде на пробен период од 3 месеци, а ако се покаже успешно да продолжи. Со оглед што не се прифати мислењето на граѓаните искажано преку петицијата, најверојатно ќе нема никакви пречки платениот паркинг да им стане секојдневие на Кочанци, што во иднина ќе го зголеми и опфатот и на други јавни површини во централното градско подрачје.